Почитувани граѓани, последниот случај со кривичната пријава против поранешниот министер за одбрана од редовите на ВМРО-ДПМН Зоран Коњановски е уште еден доказ за криминалната матрица на оваа партија. Ова е обновата на Христијан Мицкоски. Понуда за обнова на криминалот, корупцијата, недомакинското работење на штета на граѓаните. Како што е познато, министерот на ВМРО-ДПМН Зоран Коњановски се сомничи дека ненаменски потрошил 312.000 евра пари на граѓаните. Парите биле предвидени за градење на бунгалови на брегот на Охридското езеро, кои не се функционални и оставени се да пропаѓаат со години. Покрај тоа, што ова е уште еден од низата пропаднати ветувања на ВМРО-ДПМН, случајот ја потврдува режимската матрица на оваа партија. Очекуваме надлежните институции да утврдат за што се потрошени овие пари и да дадат одговори на сите сомнителни прашања. Почитувани граѓани, јасна е разликата помеѓу криминалното владење на ВМРО-ДПМН и домакинското и одговорно работење на СДСМ. За само 2 години на 2 пати ги зголемувавме платите во одбраната. Решен е проблемот со стамбеното обезбедување на припадниците на армијата со дополнителни 7.000 денари за станарина. Поведовме стипендии за студенти за создавање на дефицитарните кадри за потребите на армијата. Ги приближивме платите на цивилните со платите на воените лица во армијата и воведовме можност за порано заминување во пензија. Со износ од 80% од 10 најдобри години, систем што функционираше само во полицијата. Јасно е дека ВМРО-ДПМН, освен обнова на криминалот и недомакинско работење, нема што друго да понуди. Затоа ќе ги загубат предвремените парламентарни избори на 12 април, кога граѓаните уште еднаш ќе ја поразат нивната деструктивна матрица, која што исклучиво работи против интересот на државата и работи против интересот на граѓаните. Ви благодарам.